Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Денес имаме гостин. Што се чекав телефон. Јас моментално ги прегледвам прашањата. Како што веќе ви кажав вчера, денес ќе снимаме заедно. Дојдени сме во Прилеп, односно таа е дојдена. И не сме ни тука и неја, ни тука и мене, за да ги снимаме видеата кои ги баравте со сите го бараја твојата соба да ја снимаме. Да, заборев. Тоа ќе го снимиме за нова година, најверојатно. Да, може. Во декември. И решивме да не ви снимаме никакви челенџи или слични работи што ми ги кажавте. Може би денови веќе снимиме нешто такво, но денес ќе ви одговариме на некои прашања што ви поставивте. И тоа е тоа. А може доколку нешто ни дојде идеја да снимаме некој видео интересно да се облекуваме таа ферија со незиниот или слично, но нешто сепак да биде смешно, да не биде само да се облечеме. Не, да правиме, мислевме прво имавме идеја. Јас да ти направам тебе комбинација, ама лоша комбинација. Не убава комбинација. Да, така нешто. Сега ние си прави такви комбинации, пример така, фармерки со пижама, со влечки, пластични, радиоактивни, еве ги тука. Омилени се на Ксенија, само да ги слика тие, затоа сум јас тука да ги сликам за неја и да ги објавам на стори кај мене. Или може да има вечер се пресоблака по паркови. Во багажи, секаде, кај што може. Ама затоа е успешна. Секој успех бара труд. Да. Да почнеме. Да видиме, ајде што прашање имаме. Па јас сега го објавив. Да. Можеме да го. Колку време се знаете? Колку време се знаеме? На Инстаграм се знаеме колку веќе, 1 година? Да, мислам да. А се запознавме лично пред 1 месец. Да, пред 1 Има месец повеќе. Да, може. Од прилика месец дена. Јас ја поканив да дојде во Битола. Не, јас ти реков. Сама ми се покани, ми се тупна сама, сакам да бидам малку културна, ајде веќе. Кога си кажам ми се тупна, па дури дома ми рече ќе ти дојдам, замислете. Не само кафе да пием и во паркот да си сега ми дома ќе ти дојдам на гости. И пици ќе ти јадам. Пици да си порачаш 5, би викал ти јас не јадам 1, јадам 5. Да, се гледа по мене. И сега откако дојдов е сад веќе, мислам дека ми се жала, чекај издебелена, чекај овде, не овде ми се поставила овде. А воопшто не е издебелена, ама добро. 10 кило треба да сламам. Диетата со лимоните што ја кажува, дефинитивно јас треба да ја почнам. Или е неуспешна, или Ксенија не ја кажи практикува. ми, да се надоврзиме на ова прашање, колку време се знаете, дали ти текнува како ме откри, како ме дозна на Инстаграм? Како се дознав на Инстаграм? Не, искрено не. Јас да ти имам кажувано. Јас кога прв пат ја видов, мислев дека е жена и дека има деца. А не, прва се мислете. Многу пример што не се од Битола ми пишуваат дека во смисла колку години имат моите деца, тие ми се внуци од сестра, и многу си ги сакам и си мисле дел од секој дневието и затоа повеќето мислат дека се мои деца. Ете и Ксенија мислела така. Јас навистина мислев дека не знам. Не те замислував како што си сега. Ми го фрли телефонот моментално од возбуда. Како ме замислуваше? Не знам, скоро спојнако колку што си. Еве сега едно девојче ни напишат кога почнавте да се дружите, тоа ќе ослушниш во видеото, да сега зборувавме за тоа. И да, може да те поздравиме. С долна црта Ангеловска. Да, 9. да. Поздрав до тебе. Поздрав до тебе. Ајде да почнем наследно, да продолжиме односно. Колку години имате и што имате завршено? Јас имам 23 години. Јас имам 25, излажав малку пред некој ден на стори, 24 си напишав. 25 имам, во март полнам 26. Јас во март. Замислете, во ист месец сме родени и тоа не одамна го откривме. Има многу сличности што... Да, многу сме слични. Имаме и лаптопис, апарат. Тие се, мислам, дека помали работи. Карактерно сме многу слични и така, многу заеднички работи си најдовме и баш ми мило што ја запознав Ксенија. Исто и мене. И што имате завршено? Јас уште немам завршено, имам уште неколку испити да го завршам
факултет за дизајн на мебел и интериер. Јас завршив правен факултет, ви имам кажано. И тоа е тоа. Што обожавате да сликате највеќе? Јас највеќе, ево тоа сме може различни со Ксенија. Ти повеќе Јас сакаш повеќе сакам аутфитите во прв outfit, план, outfit а да јас сликам, гледам и да има мислам Фотографија, да да. биде фотографијата, да има позадина, да има нешто интересно во фотографијата. Мене ми е тука- многу битно да имам Да. нова комбинација, Да. да е трендовска, да е така необична, не секојдневна, затоа што секојдневното го гледаме секаде. Да. Сакам нешто така да експериментирам. Некогаш може да изгледа тоа лошо, некогаш добро, ама ако си верувате во собствената комбинација и собствениот стил, тоа секогаш ќе изгледа добро и ќе го представите добро пред другите. И јас исто кога се облекувам, секогаш гледам да се облечам нешто што не го носат сите, затоа што посебно во малите градови во Прилеп кога ќе донесат по бутиците, буквално сите како во униформа. Исто си мислам дека и кај да се случува, буквално се што еден ќе купи сите го имаат и тоа секогаш го избегнувам да го купувам и гледам нешто што некој нема да го носи затоа што нешто е по необично парче и секогаш гледам да ги купувам таквите работи и некогаш ми се смеат зашто така сум купила, но на крајот кога ќе го искомбинирам во нешто изгледа сепак убаво. Мене искрено многу ми се допаѓа кога ќе видам нешто што го носам јас на друга девојка и како таа го искомбинирала истото. Да. Тоа значи дека му се допаднало тоа што го видела кај мене. Дефинитивно, да, во тај смисла, ама Да. не, например, не е да го видат кај мене и да го купат истото, туку, пример, во бутиков носа некој палто и буквално сите го купуваат палто. И мене тоа не ми е автоматски. Да, добро, има затоа што такви парчиња. Сите го има, не е нешто. Да, има такви парчиња. Сега знаеш кој е такво парче моментално? Можеш да погодиш. Ветјагата. Да, Кратката вентјага си купите на широка. вентјага, да, Кој е исто. материјалот? Велвет, така се вика на англиски. Да, велвет. Мислам дека така, кадифена, не знам Кадифена, како, не кадифена, плишара. плишана. Да. Плишара, И ја купив баш пред кој дев кај тебе тоа Да, изготвила, ја купив битола, и јас пред што ти еден реков? месец, два и да, ти ми рече дека не е убава. Мене ми беше затоа што лани гледав блогерки на сеја и баш ми беше интересна. И кога ја купив по неколку недели, буквално во секој бутик сега има и ниту еднаш не ми ја влече. Нема ни да му биде, јас мислам. Мајка ми вика продаја на некој. Така да, ја продаваме јаката за Ксенија, ако сакате да сте Или заинтересирани. дефинитивно може зимава со нешто да искомбинирам кога ќе залади. Нема да нема. Скијање. Ќе замрзниш тоа на скијање. Стојново прашање. Тренди облека, кои бои со кои одговараат и како да се искомбинираат? Мислам дека е толку прашањево. Сега. Опс. Кој бој со кој одговара? Па, моментално есенски бој, Есенски дефинитивно окер, кафена, крем, црна, нормално, бела, стандард, тие бои секогаш што во тренд. кафеава. Бордо, јас не сакам и кафеава луче. Јас кафеава ја сакам, бордо не многу. Не ја обожавам Не. воопшто. Никогаш не сум знала да ја скомбинирам кафеавата и тегет бојата. Тегет немам буквално ниту едно парче да Апсолутно ми... ниедно парче јас Ништо немам. немам. И не знам како да ја комбинирам. Да. Боја едноставно. И сега е розевата исто. Да, розевата, А, она розева не е бледо розева, не е циклама, таа што измеѓу една измеѓу. боја, не знам Да, точно таа е- правилниот израз кој е за неа. Да, мислам дека Таа тие многу се ја трендови. комбинираат со црвено, уште Да, минатата да. година ја Јас комбинираа со црвено. минатата имав таква Да, комбинација. Сега имаше баш комбинација со едни многу убави панталони, Да, сатенски беа, Тие се како така нешто. од Зара беа тие така, Од Бершка. од Бешка, да, сатенски. И убава комбинација. За како да ги скомбинирате боите, буквално може секој јас мислам боја да се скомбинира, но да не Исто се и јас. претерува. Да, да, да. Ако е добро парче, И- може да го скомбинирате Со- било со каква Да. боја, значи да не е претесно, да не е прешироко, да не е прекусо, да може не е да се предолго, скомбинира со значи, секоја боја, но не баш сега да претерате да ставите на вас 10 сите бои неаси на розево, различни. пример, или... Да, или не, да бидат пример сите различни бои, жолта, розова, зелена, плава, Да, така да, не. да, да. Но 2-3 бои да искомбинирате некој, на пример, кафеава, кремова и пример црвена Окер. или било или окер, Да. може така некој што Да. се
и 3 и 4, но да бидат иста боја, но различни нијанси. И некоја вметната сосема различна боја, да не биде Не, во Бостона многу ми се допаѓа деталот да е во различна боја. Да. Пример, чантата да е врска, да И нема да со не е комбинацијата иста боја. чантата Со обувките. Да. Најмногу ми смета тоа, мислам дека во Зашто? стално. Најмногу ми смета. Мајка ми ја практикува таа навика. Јас Чекај сега, никогаш немам не чанта сакам. за совие чевли, Да, значи да, да. не, Дефинитивно. немојте повеќе да ја комбинирате чантата со чевлите, тоа не е Да, не е моментот воопшто. тренд. Чантата треба да дели, јас мислам И од јас, цел да, да. аутфит, значи И- да е во една боја така специфична. Или ако доколку пример облеката ви е некоја слична боја, може и чевлите да ви Да. бидат во сосема различна, да ви ја разбијат монотонијата. Да. Или научари некој во различни боја, или ташничка, буквално нешто не мора да бидат и чевлите и ташничката Соодветни во со- иста боја. Да. Тоа е. Од кога имате желба да станете блогерки? Многу предобри сте. Од кога имаме желба? Предлог за заеднички блог. заеднички блок, не сме размислиле за такво нешто. Ке треба Ксенија да се пресели кај мене тогаш, ке треба секој ден да ја гледам и да ме гледа. Да. Мислам дека немаме потреба од заеднички Да, блог, затоа затоа што што имаме јас посебно. имам блог, таа има Некогаш канал. вака заедно може да не видите. Ние ќе си слики, соработваме, да. значи цело време ќе видиме заедно и на YouTube и И на мојот на- блог и секаде, да. значи ќе не гледате заедно. Исто Но- како да имаме заеднички Да. блог, само работите ги правиме посебно. Да, посебно. Значи потоа сме различни Да, посебни. Од кога имате желба да станете блогерки? Јас не имав некоја претерано желба да станам нешто, туку едноставно така се случи. Јас сакав секогаш, од секогаш сум сакала да гледам, да следам блогерки, ми било интересна таа работа, но никогаш не сум имала така некоја желба да станам јас тоа, но постепено така се случи нештото и тоа што го гледав, го практикував и едноставно така изгледа. Јас искрено не се сеќавам од каде ми е желбата да бидам Јас блогерка, така дефинитивно спонтано. од мала уште стално гледав така да се разликувам во облека, секогаш носев различно од другите и не знам, буквално тоа почнав да се сликам, буквално тогаш немав ни в апарат, ни в телефон, се сликав така без врска, но секогаш гледав нешто сликите да бидат интересни. Не секогаш, од ова кажувам од пред 3-4 години, претходно се сликав катастрофа. Јас бев катастрофа и во аутфит и во сликање и во се така што не знам од каде ми дојде идејата. Наверојатно од небо ми падна така еден Јас ден. дефинитивно од што следам блогерки на Инстаграм, вајда од тоа, не знам точно. Може ли да снимате вистина или предизвики? Ово може интересно. Ова- Или пак колку добро се познавате. Дефинитивно не се познаваме ние цел живот за да го снимаме тоа видео. Да. Не можеме Да. тоа да го снимаме дефинитивно, може би за неколку години. Но за сега мислам дека не е толку. Неколку години ќе Да. го снимаме некаде во А- Париз пред Ефеловата кула. Да. А сега можеме вистина или предизвик може да снимаме такво нешто интересно да смислиме. Може да решете на вторшија. Да ти давам предизвик. Не, таму притисок да ми вршиш, не. Серија, заја притисок да ми врши. Извинете што литературно моментално не зборуваме, затоа што јас не сум навикната, не можам. Вака кога снимам сама се трудам повеќе, но вака ми се спушта по некој збор. Ние во Битола не зборуваме литературно, еве сега изборуваме ми е присилно кажано. Така да ќе биде тоа што сме нема потреба да се да збораме и да се не, сепак не преправаме. разбирате Тоа што не македонски, сме. зборуваме, зборуваме друг јазик. Што мислите за сак изгледот? немам. Ово е интересно. Што мислите за изгледот на Кайли Дженер? Јас да бидам наискрена, не ја следам, не се воопшто. Јас искрено ги следам Кардашијан затоа што мислам дека се империја на некој начин. Добро, да, ама никогаш не ми биле нешто посебно. И не... Искрено се вештачки кукли, тоа Да. го мислам за нив. Се многу влијателни, влијаат врз луѓето, колку и да го одрекуваме тоа, значи Да, влијаат да. врз сите нас. Ама треба влијаат на не на таков начин за да ги копираме, туку за да го разликуваме вистинското од лажното што се обидуваат Да. тие да ни го представат. Значи, нивниот изглед е потполно лажен, потполно Да, од да. тело, И од дефинитивно, лице, тоа што го кажа дека имаат влијание, имаат и то како многу влијание. И Да. буквално имам, не знам на кој видео гледав некои теории за вере, што се? Теории за вере, српски јутуберки.
дека кога нешто се случувало во Америка, некој важен настан што сакале да го прикријат, буквално избиле некоја Кардашијанс, некоја скандал, за да се покрие тоа што го правеле во Америка. Да, Не знам зашто да, стануваше збор дали за Доналд Трамп. Нешто нема врска, значи го имам слушнато нешто дека толку имаат влијание, значи многу влијание имат. Светот. Мислам, Јас искрено никогаш може би не се сум пример како не треба да Да, живее. јас искрено никогаш не сум сакала некој таков тип на живот, некои такви облекувања. Мислам стил едноставно што го имаат Нема тие. искрено некој стил, некој комбинација. воопшто, и Никогаш кај големиот да, дел. Јас никогаш не сум ги гледала и не сакам да се тие да ми бидат некои идоли во животот. Има многу подобри девојки што би можеле да Да, бидат тоа идоли, дефинитивно, Кајли ама пример или Ким или Кендал. се многу влијателни и многу А од нив која сакаш голем најмногу? дел од нив. Мене дефинитивно Кендал. Кентал Да. дефинитивно најприродна е, така, најреална. И не нешто. А, Се занимава со нешто, сакам да кажам. Да, Манекинка е и успешна, а други Да. ништо не Тие се. се Добро, Кајли има реалити. да, Кајли Старс. има и козметика, не незина. И Ким има козметика, Да, и Ким посебно. сега да А, не знам. Еве, пак со нив прашање, не знам зашто толку се доколку би можеле да го замените животот на еден ден со кој било тоа, Кајли или Кендал. Со никој од нив јас дефинитивно Но И доколку со треба никој да не би се го- да, заменала можеби. Не знам. да си ако треба да се одлучи дефинитивно повеќе би била Кендал отколку Кајли, ама не дефинитивно би го заменала со Викторија Бекам. Ако би можела да го заменам со некој. Јас со Тамара Калинич. Колку јас сакам не Јас не Викторија не- Бекам, не знам, ја обожавам. Сакам еден ден да имам така фамилија голема. како Да, и нејзината. да, дефинитивно јас сакам многу деца и сакам 3 или повеќе. Јас Па, сакам, ама не тоа знам, мислам да. дека е така малку. Сега За никој не дне- сака за денешно време да. малку Ама зашто да не мене ми- голема желба. Да. Тоа. Најголем печаток мене ми оставија моите недели во Копенхаген. Оваа година баш ги заследив неколку страни, толку креативни комбинации има, толку невидени Мене комбинации. дефинитивно најубава ми беше Диор ревијата. Да, мислам Диор е колку ги сакам фустаните ни ми се број еден буквално е и Диор. тачни се- Нема споредба, мислам, со другите останати. И Ама ако беше збораме за беше многу улична, интересна. да, Ревијата беше предобра те- беше идејата, како нереална, плажа. да. Сигурна сум дека Да. имате видено сите, пошто беше многу многу популарна низ Инстаграм, Да, да. мислам дека Нанела ја објавува само неа. Јас повеќе сакам од модните недели, го сакам онај дел стрит стайл кај што Да, ги да, слика. да. Значи, ревиите искрено не, Ревиите, може не не. ми се толку интересни, Да. ми се сакам да ги гледам, но поинтересен да. ми е делот на стрит стайл кога ги Да, снимаат, и кога гледаш како се блогерките, облечени личности. блогерките Да, и да. да, дефинитивно и мене. Тие слики ми се најдобри, повеќе следам такви работи отколку како понудила ревијата. За Да. ревијата да гледам треба да е многу интересна, како што беше Да, на да, Шанел да. или на така. Има многу интересни лани, мислам Диор беше како во шума. Диор беше како во Да, шума. и тоа ми имаше, мислам дека многу интересна ревија. Некој предизвик да се снимат со Лио Рако, или обратно, многу интересно да го не, друг на Александра. Има ли Александра YouTube канал? Иначе тема на видео шкафот на Александра. Јас значи Да. многу се извинувам што се уште го немам Кажи си, објавено кажи си. видеото од Го Closet нема Tour. Го имам снимано на телефон, ама е толку аматерско што мојот видеограф ми рече дека не си си дозволам да го објавам. Сакаш И дека тој да ќе ми дојдам снима на ново. гости пак? Ксенија е толку е љубезна и ми се покани пак да ми даде радости и да ме снима. Значи, ви ветувам дека од понеделник тоа ќе ми биде првата. Брат ми сега е слободен, може да го замолиме да дојде. Еве, Ксенија се понуди да ми помогне, тоа ќе го направам од А понеделник. после и ветувам. ти можеш да дојдеш кај мене да снимаме за нова година. Можеме со Лана да снимаме нешто. Да. Јас сакам со Лана многу да снимам ден со куќе и без куќе како изгледа. Дефинитивно многу различен. многу добра да, идеја, интересно. многу добра Ама идеја. никако нема кој да ме снима, затоа и го Јас. немам да се го снимам. Едно. Со што се сликате? Па со јас сега почнав со апарат да се сликам затоа откако си го купив, но инаку се сликав со телефон, Samsung A5.
јас се слигам со телефон, апаратот многу ретко го користам, затоа што ми е процедура поголема со апаратот. Да, треба да ги префрлам префрлаш слики, сликите, да ги едитираш, па да ги префрлаш во телефон, за да ги едитираш, па во Да. лаптоп. Многу голема процедура и многу време ми одземаше. Јас се навикнав. Да, и затоа се сликам со телефонот. Да, ама мислам ти дека имаш по-убав телефон, затоа добри и слики се вади по-убав. телефонот, да. Ти имаш iPhone. Сега си го купив и го скршив во еден месец. Само не Веќе скрши. на две места, пример овде и овде. Ама добро. Материјалните ствари се купуваат со работа 5 месеци 6. Што се чекай сега, ево овде. Да се покране иницијатива за отварање на ДМ маркети во Западна Македонија, навистина е потребен. И јас би сакала дефинитивно. Не е тоа да ме пишувајте ми. Јас не работам во ДМ, не можам дефинитивно, но еве апелираме до ДМ маркетите доколку го слушнат ова и го видат видео, да отворат некои маркети во, например, Прилеп, Битола нема така? Нема, не. Кои се вашите цели во животот? Ја молам, поздравете ме во видеото, најдобри блогерки сте Тамара, мислам, Тамара, со 3 Q. Точка долна црта, мислам. Да. Цели. Ајде, Ксенија. Па да, сакам да станувам се поуспешна и поуспешна во ова што го работам. Тоа ми е една од целите и исто така цел ми е да си го завршам факултетот што поскоро и да исто и во таа работа, затоа што искрено и таа ми беше една од моите цели кога пред неколку години, но со оваа работа дефинитивно си го тргнав по страна тоа и дефинитивно сакам да се вратам кон тоа што порано го сакав. И не дека сега не го сакам, но некако малку избледено. Исто така имам цел па да бидам среќна дефинитивно, да го правам нешто што го сакам, да правам нешто што сакам и тоа е тоа. И имам идеја исто така вакво видео ќе снимам пред нова година или после нова година, не знам, мислам дека пред нова година ќе го снимам и заедно ќе правиме како дневник со цели за следната година, знаеш? Да. Например, што си сакаш да се исполни во следната година, ќе снимам и такво видео, Како некој листа со интересно. желби за Листа Дедо со Мраз, желби, така Ксенија. Не за Дедо Мраз. Уште е дете. Не за Дедо Мраз. За има еден документарец, Ноќта на подсвеста. Не знам дали го имаш гледан. За книгата имам слушна. Да, и па во него не Ноќта на подсвеста, туку поинаку се го каже. Ноќта на подсвеста е книга. Ова е The Secret, документарец. И во него многу го има објаснето некои работи, дека се во животот што многу го сакаме, дека можеме да го привлечеме, да го имаме. Исто така има примери неколку. Како еден човек прави некоја листа на желби, односно не листа, туку За приоритети. Не. Табла има со желби и например се сеќа од весник кујча некоја што е сака да си има, си ја закачува некоја кула, некој пример парфем или било што и си сето тоа му е како не знам точно како се викаше и се преселува, сменува работни места, се и на крајот седи во канцеларија и на син негов му објаснува дека тој си имал некоја листа на желби незамислено и ги отпакува кутиите затоа што се преселиле во куќа и ја вади таа листа, односно како табла и ја гледа куќата што некогаш си ја закачал дека сега си ја купил. Несвесно, значи тој не ни му такнува дека тоа некогаш си го правил. Така да дефинитивно тоа е нешто што самите си го привлекуваме нештото што го сакаме и нешто поврзано со ова сакам да снимам видео, така да би било интересно. Ево уште едно интересно прашање. Дали би сакале да живеете во ист град? Не, оти ќе треба секој ден да ја пречекам Ксенија гостинка да ми види. Рема. Па мислам дека вака функционира многу добро. Јас ја сакам многу Битола, таа го сакам Прилеп. Не, јас мислам го сакам Прилеп многу, но повеќе сакам Скопје да живеам. Да, јас ја сакам Битола. Многу ја сакам Битола. Не би ја јас дека не го сменувала за сакам. ништо друго. Само таму ми е поубав некако, се навикнав тие 4 години што ги живеев, едноставно се навикнав и ми е поубаво, не знам. Има повеќе можности, има повеќе работи за купување и се така.
За тоа да, тоа и мене ми фали повеќе работи за купување. Имаш друго? Имам уште две, овие се однесуваат на мене, затоа ќе ги одговорам брзо. Дали правам некакви третмани на косата, за да ми изгледа совршено? Не правам никакви третмани, ни на косата, ни на лицето, значи сум потполно неука во третмани, во шминки, во... Сега посветено само на комбинациите и ништо друго. Значи само да, такова се што ќе остане. И од каде ми е зелената ташничка на сликата со Ксенија на Fashion Week во Скопје, таа ми е Stradivarius. Последно прашање, оти видео трае 40 минути, мислам дека Ќе ми досадиме. Да. И најинтересно, мислам интересно прашање, дали се заработува од блогерство во Македонија, колку време ви требаше да соберете верна публика? Јас 2 години мислам дека Јас по-сериозно се занимавам една година, односно со блогерство не толку колку со YouTube една година, со блогерство баш од летово почнав така по-сериозно, поубави слики да објавувам. Јас објавував од секогаш слики, но некако по-на сериозно секој ден да објавувам, нон-стоп да се сликам постојано, дефинитивно од летото. Јас официјалната блог страна ја имам година и пол од прилика, не 2 години, година и пол. На почеток беше тешко, да. Моментално сме до таа фаза кај што имаме публика, кај што имаме луѓе кои не многу, но има. Ги има, да, доволно за да продолжиме со работа и да имаме волја за понатаму. Тие година и пол искрено не заработував воопшто. Многу малку. Значи, многу. Не вредно за се спомни. Да. Јас прв пат лани имав нешто за мислам така да заработам некој во пари, односно повеќе производи добивам за да ги рекламирам и сега почнав така и да заработувам, но не е нешто претерано и тоа не е некоја заработка што Инстаграм ви ја дава, туку што склучувате договор со некоја фирма да ги рекламирате или да се сликате за нив, па тие ви надокнадуваат. Да. Ни искрено од блогот пари не се зема, само се дава, плаќаш тоа што користиш постинг домен и такви работи, а не земеш ништо, ни од Инстаграмот, ни од ништо, значи ќе си барате буквално на некој начин спонзорства, фирми за реклами, значи има многу начини да заработите ако се трудите. Да, има апликација, ама не знам, не можам уште да открием кој има апликација за инфлуенсери и не само од нашава држава да може да ти понудат работа и од други држави. Но јас имам една, но ништо нема за сега некоја така. А за производи? Мислам дека производи добиваме од почетокот. Да, јас добивам затоа што и повеќе и со YouTube што снимам, шминки добивам работи. Јас шминки не искрено, повеќе облека, обувки, аксесуари. Мислам, имам добивано од бутици некаде каде што се сликам, но исто добивав јас облека кога се сликав за бутик Белами, уште пред 2 години. Не, јас искрено кога се сликам за бутик као фотосесија класична, не земам облека, туку си наплаќам за сликањето. Облеката е посебно ако склучиш договор со некоја фирма, да рекламираш, па ќе се договорите на каков начин, дали со облека, дали во некоја денарска вредност и така. Тоа во заработка, мислам со заработката што станува збор, не е нешто многу. Јас исто така од YouTube сега почнав да, мислам, ги исполнив условите што требаше да се исполнат, да имам 1000 субскрајбери и 4000 минути видеа снимани, така што сега би требало да почне нешто, но не знам колку би се заработувало, сигурно тоа е некоја смешна мала сума на пари, 30 денари месечно, може би толку. Тоа е тоа, да не должиме многу, затоа што видеото трае бесконечно. Се надевам дека ви се допадна, дека ви одговоривме на сите прашања кои ги поставивте. Ќе снимаме деновиви и некои други видеа, ќе снимаме исто така и влог, така што сега една недела ќе ветрујам со видеа со Александра. Сега ги чекаме Сања и Јана да ни дојдат. Утре и Ангела и ќе ви снимаме заедно нешто како сме се поминале, ќе видите кои места ги посетивме, како изгледаат и слично. И ќе видите исто така и слики на нашите Инстаграм и тоа побрзо ќе видеа. Видеа ќе каснат малку.
И тоа е се за ова видео, се надевам дека ви се допадна. Не заборавајте да стегнете лайк, да се претплатите на мојот канал, да следете ја Александра на Инстаграм, исто и мене, и читајте го низиниот блог и се гледаме во следно видео. Чао!